Значи, кога почна целата работа, кога се вклучивте во акцијата за собирање на средства? Мене на 16 март ми се јави пријателка и ме замоли за Јана да направиме акција, затоа што родителите не можеле да соберат донации, а Јана требала да замине во Германија. Реков, нема проблем, ќе се вклучиме да собереме донации. Пишав статус на Facebook, дали може некако да ми помогнат со цел да собереме средства. И баш во тој период требаше да биде сајмот за мебел. Една другарка се понуди, најпрво кај неа да се стави на нејзиниот штанд да се стави кутија за донации. Меѓутоа после отишла на сајм, прашала и од сајм ни дозволија да организираме хуманитарен базар, ни дадоа простор таму да продаваме работи за Јана и да собираме донации. Значи, почнавме со собирање на донации од 21 март до 27 март. Колку собравте од таа акција? 85.920 денари. И сето тоа е исплатено на сметката на семејството? Одма е исплатено на сметката. Кога вас ви соопштија дека имаат одобрение од фондот? На 28 март. Тоа е ден од како заврши сајмот. Ден од кога заврши акцијата? Да. Зошто веднаш не беше објавено дека имаат решение од фондот за да луѓето знаат за да не донираат и семејството не ги прекинало ниту мобилните оператори? Тие се активни и ден денес. Јас ја прашав мајката дали фондот им одобрил, затоа што они на 28 веќе беа заминати за Германија. Они заминаа на 25 март. Јас на 28... Тоа е дента кога го добиле решението фактички од фондот. Да. Бидејќи од фондот мене ми известија дека на 25 март си го подигнале решението. Точно. Јас на 28 март вечерта на ке 9 часот и пишав дали им се префрлени средства од фондот. Она ми кажа дека им се префрлени средства, ми прати и трансакција. Кога прашав дали може да објавиме, не ми дозволи, затоа што ми рече дека се работи за незаконски одобрено решение и дека децата со церебрална парализа не може да заминат во странство, бидејќи реално кај нас ги има истите апаратури, рехабилитации, како да ги наречам. Тие се всушност на рехабилитација таму, не се на операција, не се на лекување. Операција, не. Ми рече дека се ова ќе помина тајно и дека нема ни фондот да објави и не ми дозволија да објавам статус. Нема ни тие да објават, а луѓето од свој џеп можат да донираат средства. Точно. И во кој момент вие станавте свесни дека всушност сте изманипулирани на мене уште истиот момент кога они ми кажаа дека не смеам да објавам, ми падна чудно, веднаш почнав да вртам по пријатели, по луѓе кои работат во фондот и кои што се поупатени во ова. Од сите го добив истиот одговор дека не може да се работи за нешто незаконски, односно дека не може да не објавам, затоа што чим они добиле од фондот средства, значи дека тоа се поминало нисте документации со конзилијарно, со се. Неколку пати и пишав на мајката дека мора да објавиме, дека ова ќе стигне до новинарите. Она беше упорна дека не смееме. Потоа се јави во фондот, ми кажа дека може да се објави и јас се објавив. На социјалните мрежи? На социјалните мрежи, да, затоа што ние и на тој начин собираме донации. А мајката образложението? Мајката во ниеден момент не се заблагодари до јавноста, во ниеден момент не го ни сподели мојот статус. Едноставно они го изигнорираа се тоа, дури и мислам дека се наљутија зашто го објавив тоа. Исто како што ми се налутија мене кога и реагираше мајката многу луто кога ја прашав зошто не се прекинати броевите за донации. Бидејќи таа според закон, семејството е должно да ги прекине во оној момент кога ќе го добијат решението од фондот. Јас веднаш ја прашав мајката што ќе се случи со собраните донации. Ја прашав дали ќе ги донираат на друго дете, бидејќи етички е да ги донираш, затоа што во нивниот апел за помош стои дека они собираат донации за Јана да замине во Германија. Бараат 30.000 евра. Фондот нив им ги одобри тие 30.000 евра и им ги префрли. Но што се случува со останатите донации, кои што тече од телефонските броеви,
од фирми, од граѓани што се донирале на сметката. Тоа е сега прашањето што треба да ни го одговорат. Има собрано некаде околу 15.000 евра без март. А тие за лекувањето во Германија плаќаат само 200 евра партиципација од фондот. Значи се им е покриено, нивниот трошок е 200 евра. Така. Проблемот е што се злоупотребени граѓаните, изманипулирани, а и вие. Точно. Овој случај многу негативно може да се рефлектира во јавноста, особено кај случаите каде што навистина им требаат средства. Што ќе им апелирате на граѓаните? Јас би сакала да ги потсетам сите за случајот во Србија, неодамна што беше со Тамара. Сакам да апелирам до сите кои отвараат броеви за донации, во моментот кога фондот ќе им одобри средства или кога ќе ги соберат потребните донации, да ги замрзнат сметките, да ги исклучат броевите, затоа што не е само нивното дете, има премногу дечиња кои што чекаат на нашата помош. И хумано и етички е да излезат со соопштенија до јавноста за собраните донации и во истиот момент да ги престанат, затоа што ова може негативно да се одрази врз сите понатамошни апели. Благодарам.